За прв пат да ја поддржам колешката Анита Ангелевска, секоја чест што она што го има направено за ВМРО ДПМНЕ, што пола од раководството им заврши образование, иначе ден денес ќе беа матуранти. Сега зашто го велам тоа, оти прво слабо си со памтењето, а уште помалце слаби се со деталите кои што ги изнесуваат. Прво, околу гасоводот. До нигде не е работата. Јас зборував во една тема, и пошто во делот ја има и внатре во точкава на дневен ред. Значи, општина Битола има изработено 10 километри основна проектна документација и 25 километри инфраструктурна документација, значи збораме за инфраструктурна секундарна мрежа. Тоа е направено. Тоа представува пред се капитална инвестиција во која што за развојот на гасоводот на Битола, бидејќи е приоритетен, за разлика од останатите градови на Битола, се оствора можност преку овој начин да има разни модели на јавно-приватно партнерство. Дали овие 10 километри основната проектна документација и 25 километри инфраструктурна документација ќе ги наплатиме со јавно-приватно партнерство? Дали ќе ги искористиме ние преку јавна набавка или издвојување на средства или од буџетот на Република Северна Македонија? Е независно. Битно е дека некој тоа го сработил и тоа не било туку така едноставно. Второ, промената од земјоделско во градежно земјиште е прв предуслов за гасоводот да стигне до општина Битола. Е направена и завршена. Тоа треба да го кажеме и граѓаните да го знаат. Значи, исто така е независен проектен документ изработен до клинички центар од 10 километри на основен проект кој што треба да стигне гасовод и до основните јавни, до општинските јавни предпријатија. И исто така изработени се шахти со кои што ќе имаат пристап до инсталација, односно внатре ќе може да се постават останати инсталации, значи оптички кабли од кабловски телевизии и останати мрежи со кои што ќе може општина Битола да реши и некои други проблеми за кои што ќе значат модернизација на градот на општина Битола. Значи и тоа некој го сработил. Исто така предвидени се и финансиски средства во програмата, ако видите, во висина од 300.000 евра, со кои што при јавната партнерска набавка или спогодба, како и да ја наречиме, ќе дојде до изградба на мерна пумпна станица, која што ќе биде со капацитет од 4 до 10 бари. Тоа значи дека и во овој случај општина Битола повторно ќе го наплати она за што го сработил. Или ќе го изнајмува, или ќе го користи. Во секој случај ќе биде во корист на граѓаните. И тие финансии кои што се предложени, а за некои само представуваат една обична цевка или обичен проект, тоа значи капитална инвестиција. Бидејќи претходно нити е градежно земјиште направено, нити е траса предвидена, нити е нешто денацентрализирано, нити е направено, нити е замислено. Тоа е околу гасоводот и она како што информација го имам, разни модели може да се употребат, меѓутоа тоа ќе зависи од оној кој што ќе го спроведува до крај, односно во реалност. Многу е цинично да ја лажите и манипулирате јавноста дека јавните предпријатија не е точно дека биле оставени во долгови. Сите до едно. А особено дека нискоградба на управен одбор кажала дека ете така преку ноќ ние сме позитивни. Јавно представниците од ВМРО ДПМНЕ и нивните сметководители кажуваа дека правеле фиктивни сметки за нискоградба да излези дека е во позитива, за да учествувале на тендери. Тоа е кривично дело и за тоа си има, колку што бев информиран од јавноста и од директорот, постапка пред надлежните институции.
Така да не можете да манипулирате јавноста, и ова 10 пати кажано, абе ние ќе повториме, пошто гледам дека 10 пати ги повторуваат истите работи и сте загрижени околу програмата на СДСМ и коалицијата. Зборувате дека превозот и начинот околу делот на образованието го делел Паркинзи, па не го решил така, па било пред референдум и така натаму. Референдумот беше во 2018 година, а Паркинзи беше година се случи 2019, значи во август месец, ама за да знаете треба да бидете присутни на седницата. Вие не бевте присутни, затоа не знаете дека 3 години после референдумот се случи Паркинзи. Таа манипулација не можете да кажувате дека ЈППЛП, значи јавното предпријатие за Паркинзи за локален транспорт, прво пред референдум го ветувавме преку тоа предпријатие, а после поинаку го решивме. Не, напротив. Во истиот тој момент. И начинот на кој што се реализираше. И за кој што велите, граѓаните ќе плаќаат превоз поскап. Абе најскап превоз 500 денари кошташе карта за ученик до Новаци му наплаќавте. Од Битола до Новаци. Кој го плаќаше од Шлеп, да не го плаќавте од касата на ВМРО ДПМН. Тоа беше наплаќано се од парите на граѓаните на Битолчани. И тие го наплаќа најголемиот цех, за кој што вие тврдевте дека е добра постапка, а сите тоа го знаеа дека ќе одат во приватни џебови. Се уште не е завршена постапката, но веќе јасно е кажано дека тука лежи тежок криминал. А вие упорно тврдите дека во 2015 било подобро од тоа што било. Сега, во делот на Жабени пак, или кредитот за комуналиите во касарната, вие тврдите дека парите били искористени за Жабени, тоа никој жив не знае. Меѓутоа, како и да е. Како е можно да земете пари за комунали, за изградба на патна инфраструктура и за изградба на стамбени згради за домување, а вие да ги потрошите за нешто друго? Тоа е криминал. Тоа е исто како вие или секој било кој граѓанин утре да плати сметка за електрична енергија, дома да ма исклучат струјата, ако платил тој за струја, нема да има струја дома. Ама ќе го изградиме споменикот на Аминта трети. Оти така сакал некој човек. Не можете ви да ги префрлувате граѓаните парите онака како што сакате. Тие не се лична својина. Граѓаните плаќаат данок и добиваат данок или комунали или такси за она што е предвидено. И тоа треба да го добијат. Никој не ви дал ваша својна право парите да ги пренесувате и да ги носите таму каде што вас ќе им текне. Тоа е криминал. За тоа зборувавме години. И тоа веќе, за среќа, во овие 4 години го нема. Таква рапсодија, на таков распуштеност го имаше кај сите, не само кај градоначалникот, и во јавните предпријатија го зборувавме за тоа. Затоа Ниско градба си земаше кредити без да праша некој, без советот да го праша. Си правеше анекси на договори. Затоа директорите на јавните предпријатија на водовод, на пример, трошеа гориво за возила, како да работеле шпедиција. Ама тоа не се случува во денешно време. Затоа разликите кога ќе зборувате и за кои искористување на средствата, треба да знаете дека за тоа мора некој да сноси одговорност. Ако сте спремни нешто да изградите, ќе издвоите средства од сопствениот буџет, како што ова локална самоуправа издвои средства и за градинка, и за фудбалски стадион, и за останати работи, и ќе ги изградите. А не да ги земите и Бог знае каде да ги инвестирате. Дали си инвестирани, се уште никој за тоа не знае. И на крај, она што велите, дека вие сметате во однос на спортот и натаму ВМРО ДПМН е против платформата за Еврофарм Пелистер и дека се вложени безпотребно 15 милиони денари и дека требало да стои некој друг став. Јас како председател на Комисијата за спорт
пошто постојано се повикувате на разум и свест. И сите членови заедно со коалицијата го поддржуваме договорот што го склучи градоначалничката. Заедно со приватниот собственик на Еврофарм, господин Зоран Стериовски и останатите. Да се направи битолскиот гигант и да се оддадат тие 15 милиони денари. И точно стои, има член, тие пари, кои што ги одделва општина Битола, одат за македонските ракометари, македонските спортисти, за нашите битолчани. Бидама вие не ја ни присуствувавте, нити ја поддржавте, нити ја прочитавте платформата. И најбитно, според вас, велите инвестирањето само во инфраструктурата ќе донесе резултати. Не. Ние бараме и поддржуваме уште повеќе средства да бидат донирани и обезбедени во спортот. И во фудбалот, и во кошарката, и во останатите спортови, што повеќе да се инвестира. Денес Еврофарм Перистер ќе игра против некогашниот европски шампион Магдебург. И се изгради ракометна академија. Тоа значи дека она што го имаат во спортски капитал, од тренери, од се што постои од спортска инфраструктура, ќе им биде на дофат на цела околина во општина Битола. Могила, Новаци, Демихиса, Ресен, и ќе се одбира најдоброто. Така се создава спортска инфраструктура, позната ракометна школа, позната фудбалска школа, позната кошаркарска и така натаму. А не преку финансиски средства, како што велите вие, во наше време сме работеле колку што се можеле. Во ваше време не сте работеле. Во ваше време само криминал и искористување на парите на граѓаните за себе. Во сите спортски колективи, почнувајќи од најмалиот спортски колектив до најголемиот. Во сите клубови оставивте дупка. Само во спортските објекти имате над милиони евра долг. Во сите спортски колективи. Некој тоа требаше да го врати и да го обезбеди. А вие и натаму тоа го негирате. Ние, почитувани граѓани, ќе стоиме за спортот и спортските подвизи, да ги поддржуваме сите спортски колективи. Со што повеќе финансиски средства, без оглед за кој спорт се работи.